А сега ве носиме на уште еден интересен локалитет кој што не е во нашата земја, но е во Кападокија, и тоа сето благодарение на авантуристички дух на еден наш прекрасен доктор кој што имаше можност да го сними колегата Маријан Ников. Станува збор за дигестивен чинен дека хирург, но вистински пустоловец. Освен што патува со мотор, сака да трча, па така во последниот негов подвиг истрчал 120 километри, како што ни информираше нашиот колега Маријан Ников, освен што ги истрчал, овие километри тие ги истрчал со денивелација од надморска висина од разлика од 3200 километри. Во продолжение ја дознаваме приказната на докторот Ален Јовчевски. Пред 10-15 дена еден несекојдневен подвиг направи доктор Ален Јовчевски. Ќе поразговараме со него на таа тема. Најпрво ќе кажам, извозевте 1500 километри до Кападокија, а потоа учествувавте и на една трка Ултра трейл, повеќе од 120 километри за подоцна повторно по неколку дена, значи да се вратите на истата дистанца од Кападокија до Скопје. Надпреварот е Ултра трейл, тоа значи ултрамаратон трка, која што е повеќе од 42 километри, поточно 119 километри, се одвиваше во Турција, Кападокија, Република Турција, до каде што која што е на, да кажеме, на светско ниво учествува 47 земји, 300 и нешто надпреварувачи на оваа дистанца и повеќе од 1000 на другите дистанции кои што беа 68 и 28 километри. Самата трка се одвива значи по патеки, не по улично трчање кој што ви рекле класичен маратон, полумаратон, него на патеки кои што се наоѓаат во тој заштитен дел од УНЕСКО на самата област Кападокија. Трката беше започна на 15 во 7 часот наутро и завршува секој според можностите. Моите можности беа, значи со сите можни паузи, 18 часа и 45 минути. Од каде е љубовта кон трчањето и пред све кон новие ултра трейл трки? Трчањето од секогаш, уште од млада возраст, цел живот има некое трчање со мали паузи, зависно од работа и обврските. Во последниве 5 до 6 години се повеќе, со тоа што желбата се надмине некоја граница, да кажеме. Прво 5 км, па 10 км, полумаратон, маратон и понатаму желбата за природа и да се тргнеме од секојдневниот асфалт трчање ме нанесе на трейл патеките, значи тоа значи надвор од населени места по планински предели. Таа е, да кажеме, со своји карактеристики, специфичности, како и за опрема, така и за припреми, за тренинг, воопшто на спремање на секој спортиста. И сега ултра трейл е веќе желба да се надмине човек сам себе. Секој ден се повеќе и повеќе. Најдолгата трка што имаме истрчена е Галичица, 68 километри пред 2 години и тогаш веќе се створи желба за да се надмине онаа магична граница од 100 километри. Патеки кои што се маркирани за цело време, има ознаки кои што се и со значи флуоресцентни ознаки кои што се гледаат и навечер, пошто се трча до 24 часа, така да на секое одредено растојание има обележено специфично. Не дека не може да се промаши, може, меѓутоа тоа е нешто што ќе те врати назад и повторно ќе го трчаш истиот пат. Временските услови ова есен ни се погодија на сите, буквално топлото време. Дали ви се погодија и вас за време на трката? Па трката се, мислам, и самото место е отприлика со клима како кај нас. И температурата и по временските карактеристики отприлика. Започнавме трката, започна на негде 7 степени утрото во 7 часот. На одрен ден од денот стигне 25 степена. Значи, така, сериозно топло. Понатаму имаше еден период кога нешто изаврна. Меѓутоа тоа беше краткотрајно. Следниот, значи, вечерните часови температурите се спуштаат и до 3 степени. Меѓутоа, затоа човек треба да биде опремен, значи, соодветно опремен, а и не може да се започне самата трка доколку немаш соодветна опрема со себе која што ја носиш по целиот пат, што е дополнителен терет на целата трка. Ви се рекла уште една љубов и возењето мотор. Да, возење моторот многу давно, веќе поодамна. Ова е веќе трет што сме го смениле во групата и е нешто што така припадник на клуб Букефал Жара заедно со моите колеги кои што дел од нив исто така се заљубеници
во трчањето, како што е Pero, нели, кога ми каза Стевица Чарапиć. Они се исто искусни во својата, како во возењето мотор, така и во трчањето, маратонци кои што имаат истрчано доста трки и се супер пријатели и супер луѓе. Оно што е интересно во оваа цела приказна, спомена 1500 километри од Скопје до Кападокија. Од каде дојде идејата да се патува и со мотор до Кападокија? Дали беше лесно и брзо да се решите или пак имаше и има секогаш и други варијанти? Тоа желба за да се види целиот крај, да се направи, да се доживее природата, да се доживеат местата кои што се поминуваат и да се поминат километри. Докторе, и сега на крајот последното прашање, има ли нов предизвик за нова трка, нова ултра трейл надпреварување? Па предизвици има секогаш. Но се отвори, значи, трчањето и трейл како и обичното стана сериозен бизнис туризам. Низ светот има секаде трки. Не сум одлучил уште, ама ќе има сигурно.